Не е срамота некојаш да не видиш толку хардкор. What's up, bitch? Леле, како го подаде главчето? That's what she said. Каква елегантна дама си, Иван Ајнштајн. Знам да го контролирам с него. Со се чаша вино во рака. Очекувам да се преврте кај. Се преврте вчера го спасив Белиса. Многу комон ствар е која си некаде покрај езеро, во овој случај Тиквешко, е да има многу комарци, мислам дека нема врска дали е вештачко или природно езеро. Комарците поштуваат и вештачки езера, така што не се од природата направени. Стварно не би го знаела овој факт во моментов. Дојдете во 8 са бајни. Затворено. Како и да се заштитиме од комарци може. Мислам као нека за превентива. А што не е спуштено дамне и е полно прашина. Ај не. Иван имаше денес гасеница на зид. Јас Имав денес гасеница на зид. Јас не знам за тоа. Не гасеница, стоногалка. Ова е стоногалка, така? Така да не ми се ризикува да го спуштам ова, не знаејќи што може да ми падне врз кревет. Мислиш дека ова лепезава со јапански букви доволно не штити од комарци? Да. Ама нема прашина, само си мислиш дека има прашина. Ама само мислиш дека има прашина, нема прашина, ништо нема. Дојде се осеќаме како кралеви. Смрди. Тоа не е смрде, тоа е мирис на нафталин. И сега нема комарци. Супер, ги заебавме комарците. И малце претни со нога во спиење и ова цело врз тебе паѓа. Како прозиран шатор ми ова, како онаква индиска тенда. Ама ако продолжиш да го тегнеш, може уште одма да падне врз нас. Нема да падне, само ќе се скине. Така да ќе падне врз нас. Не само ќе биде скинато и ќе има дупка. Види, така се заработува позитивно ревју. Ако нема се скине, значи има квалитетна мрежа за комарци. Тоа се све тука, но тестчето на Иван тука. Дали вреда толку тие њоки? Ке да знаеме. Ова ми е втор пат во живот да пробувам њоки. Првиот пат имав многу лошо искуство, затоа што не бев во правилна состојба за да јадам нешто што не знам да го правам и не ни знам што е уопште. Прво мислев дека се само факинг тестенини, испадна дека имало и компир во тоа и дека не треба да се вара 20 минути како обични макарони. Ама ги направивме нешто доста слично со кашкавал као изредно како обични макарони, нели? Има вкус на Гума. не знам ни на што има вкус, како што кажав, не бев во нормално стање за да јадам тогаш нешто ново, ама таа прича не е за тука, таа прича е само за OnlyFans. Сега имам можност да пробам нормални њоки направени од човек кој што знае да прави њоки. Знаеш што прави? Ана, дали си спремна? Ушчекување. Ја го пробав првото и ова е fucking awesome. Исто? Истим. Изваме на вако за тамнел. Најдобрите њоки во животот. Вака треба да се снаоѓам. Вака треба да се снаоѓам. За да имам fucking светло. Светлува, сериозно? И ме осветлува јаково. Кога патам негде доста голем дел од времето трошам на размислување што да спакувам од страна на али што, сега не знам тоа колку е голем дел од времето, али за разлика од Иван пред 10 години, кој што само взимаше рандом купачи и баба му даваше еден пешкир и идеше на одмор. Ова сега што го правиме многу. Зимам многу повеќе од тоа што ми треба, затоа што не знам мене каков ќе ми биде мудот, можеби ќе сакам другше да се облечам во текот на денот, иако најчесто не се дешава тоа, си ги взимам омилените моментални јалишта и само тие ги носам. Али рачунај ова пакување пер спагеати и чорапи, нели нормално спагеати, гаки. Пер, некад уште се носам така раперски и сакам да ми бидат спуштени. Сега, ако ми се крене маичката, ако ми се видат гаките, треба да се видат убави гаки кои што одговараат на целиот аутфит. Спагеат пижами. Овие пижами не ми се као најдобри пижами у свет, али као вкупно поседувам 4 пара пижами, од кои што 2 се сироти и другите 2 се носливи, од кои што едните се овие и ми се по-окей, а другите никад не ги бирам затоа што во нив личам на репрезентативец на Бразил. Посакувам сега сите да ми се понашаат како пижамите и да не мора да бирам што да носам и да влечкам 2 куфери за 3 дена. Во секој случај повеќе го оправдувам Иван сега отколку Иван пред 10 години. Затоа што Иван пред 10 години бил глупо дете што не сфаќало дека можеби му треба некоја мајца да смени затоа што другата ќе ја испоти. Овој Иван сега хиената му е на прво место. Чекај да видам. Уште се рендерира. Дојди за 5 минути, дечко. Леле колку е убава. Редекориравме. Каде што одиме? Мислам релативно очекувано од наша страна. Уметноста не смее да пати заради класичниот веќе одреден распоред интериер. Се согласувам. Добро, дај ми другата на мене како повеќе да израз. Денешниот ден се одвива вака. Вака.
Ја поштуем вака да ми заврне вакви ситуации или да ми се сјеве време и све, само што не очи пак ли ваков со ветришта влог. Толку е тумурно што делува многу апокалиптично. И изгоре на таа сега немаме ни струја, ни вода. Така да еве им идеја на сите креатори кои што креираат страшен контент. Еве им идеја нека можат да направат ваква прича. И што ќе мора да си ја завршиш причата сам дојде струја и вода. Да видам звездено небо. Сите светите со апликациите за покажување звезди. Не знам дали е премногу грубо да или не знам шупачки да давам као звездички или у било која форма на оцена за туристичките места каде што сме престојувале. Е многу грубо као во форма на звездички да го давам. Па да, пошто не се објаснува премногу добро само звездичките. Ти проте николку звездички ќе даеш за тоа. Надворешноста на вилата е многу добра, внатрешноста е многу прљава, јеби га, овакви рандом ствари начекав, рецимо кој кренав Венецијаните, све ова која распавтав. Имаше доста мравки на места, доста бубачки на места, стоногалката дали па да ја спомнувам. Што многу сум среќен што не ја видов дека навистина постоела и дека сум спиел. Ова е стоногалка така. Ова. Али најверојатно ако мора да бирам да се компензира со нешто некаде да ми биде убаво, некаде помалку убаво, пак би одбрал да ми биде почисто надвор, затоа што реално надвор се ефме цело време. Мислам дека за парите би требало да биде почисто внатре. И да има fucking шампон и купка за тебе. Ниедно место што било до сега немало. Нема врска, тоа имало. Пер имало шампони, купки затоа што некој друг ги заборавал или ги оставал, не сакал да си ги носи назад, ама мислам дека тоалетна треба да има, као тоа ми е малце државна болница вајп, што нема тоалетна. Скарата! Има ли таму електрична скара? Има електрична скара! Електричната скара! Лепи! Наверојатно сега што доаѓал да прави скара и ја правил таа скара и влагал со вилјушки и секакви железа. Она не е скара, ја немам видено онаква скара, она е само длабока чинија. Лол, испадна дека немам снимано више контент, еве ти за крај уште еднаш да си одбереш играч на Бразил. Омилен играч на Бразил.